основното прашање на кое ќе се обидеме да дадеме одговор е има ли некаква вредност нашиот живот во верата во Бог или има ли некаква вредност нашата вера ако нашиот живот на земјата, нашиот живот е лишен од оние стандарди, оние вредности кои се за божествениот или небесниот живот. Тоест, каква е вредноста на нашата вера доколку во нашиот живот овдека отсуствуваат небесните вредности. И така завршува овој текст со прашањето каква вредност има една сол ако не соли. Има направено истражување од Принстон, универзитетот во Принстон, за тоа колку навистина верата влие на луѓето, на животот овдека на земјата. Во конкретни области, например, етика на работа. Дали има разлика во односот кон работата меѓу луѓето кои веруваат во Бог и оние кои се декларираат како неверници. Дали какви методи користат во животот за унапредување, нели, за растеж, тоест дали има манипулации, измами, лаги и така натаму, како се користи времето, слободното време, средствата, какви се нивните представи за кариерата, за живот, некакви такви области. И на крајот, резултатот е дека и нема голема разлика меѓу оние што декларираат дека веруваат и оние што се изјаснуваат како верници. Сега не знам тие што се изјаснувале како верници, на која основа се изјаснуваат како такви, зашто и самото слово вели дека не секој што вели дека верува, навистина верува. И овде како се направи такво истражување, а 80% од луѓето овдека и 90% дури велат дека веруваат, веројатно нема да се покаже голема разлика помеѓу верниците и неверниците, зашто малкумина од оние што велат дека веруваат, навистина читат Библија и живеат посветен живот на Бог. Но во секој случај истражувањето е показателно зашто ни кажува дека за многумина верата и нема некоја вредност, реална вредност во животот. И на крајот на овој текст или го поставува Христос прашањето, солта е добра, таа соли, меѓутоа ако ја губи и ја загуби способноста да соли, имало такви случаи во древност, бидејќи таа била помешана, солта не била рафинирана, помешана со многу други примеси кога се вадела од морето, и со текот на времето ја губила навистина способноста и ја фрлале, бидејќи таа сол немала никаква вредност. И во таа смисла и прашањето има ли некакво значење нашата вера, вреди ли нешто ако не го смени нашиот живот, тоест ако не представиме поинаков систем на вредности, тоест ако во нашиот живот овдека не е вклучен стандардот кој е на небото или небесниот систем на вредности. Во таа смисла некако се води разговорот што овдека Господ Исус Христос го започнува со учениците, а е продолжение на она што го разгледавме пред 2 недели, тоест оној пресвртен момент во службата на Христос со учениците, кога тој откри јасно која е неговата мисија на земјата. Дека тој дојде овде за да умре, тоест да пострада на крстот, да воскресне за спасението на душите на луѓето. И од тој момент натаму Христос почнува последна етапа од неговата земна служба во која е фокусиран кон учениците. И тоа ќе го видиме многу јасно и во овој текст. Тој е фокусиран кон учениците, неговите поуки се насочени кон учениците и се, така да кажеме, ученички поуки, поуки за учеништво. Тој е повеќе сам со учениците и тоа ќе го видиме и овдека. Тоест ги подготвува неговите ученици за онаа служба што ќе имат после вознесението на Христос. Всушност се покажува дека двете основни задачи на Христовата служба беа спасението преку неговата смрт и оспособување на ученици кои понатоа продолжуваат неговата служба. Во овој период, последен период, гледаме како се спротивставуваат стандардите на учениците за следење на Христос и Христовиот стандард, тоест она што тој им го представува како вистинска смисла, што значи да се следи Христос.
учениците си живеат со заблудата дека Христос доаѓа за да донесе едно царство, политичко царство, кој тој ќе царува како политички цар, а тие учениците ќе се неговите соуправници. Тоест, нивното очекување дека Христос доаѓа да ги ослободи од Рим, од Римската империја, да донесе слобода за Израел и да управува во една слободна држава, а тие да бидат соуправници. Христос ги разбива тие илузии, откако им вели не. Следбеништвото на Христос значи носење на крст. Тоест, следбеништвото на Христос значи жртвување, давање на животот. Кој сака да ме следи, нека го земе својот крст, нека ме следи, нека се откаже од својот живот, нека се откаже од својата душа. Тоа е суштината. Суштината на христијанството е пожртвуван живот. Суштината на христијанството е жртвување. Следењето на Христос води кон крстот. Тоест, во суштината на христијанството е слугувањето. И тоа јасно се гледа во овој текст, што е како продолжение на она проповед за носењето на крстот. Вистинската големина на човекот е во неговото служење, неговото пожртвувано служење на останатите. Тоа е суштината на христијанство, тоа е поинаквиот систем на вредности кои небесниот живот ги носи овдека на земјата. Ајде да видиме како се развива таа тема. Во овој момент, всушност, гледаме дека тие се уште се во Галилеја. Проповедта за крстот беше во најсеверниот дел на Израел, тоест во Кесарија Филипова. Гледам дека како се симнува сега малку понајок е во Галилеја. И се движи во галилејските градови и села. И од тука како што нели видов минатиот пат, тој се насочува, ќе оди се по југ и ќе стигне до Ерусалим како крајната цел на неговата служба. Минува, тоа е сам со учениците. Никој не сака да знае дека тој со учениците е во Галилеја. Тој е тајно, инкогнито е таму, зашто сака да биде насамо со учениците. Сака да посвети време да ги учи учениците. Лекциите се за нив. Так, тоа е последниот момент, последната фаза од учеништвото со учениците. Ги поучуваше и им открива нешто ново. Прво им открива дека треба да биде убиен, а сега им кажува дека неговото убиство ќе биде последен срамен акт на предавство. Тој ќе биде предаден. Каква е реакцијата на учениците? Не разбраа воопшто што им кажува и не сака ни да прашат. Вели дека се плашеа да го прашат. Зошто се плашеа е енигма. Може би некој ќе си каже, претпоставката е, ами се плашеа да не ги укори, зашто не разбират. Никогаш Христос во досегашното служење со учениците не ги укори, никогаш не ги укори, кога прашуваа дека нешто не им е јасно. Да, Христос ги укоруваш, но кога ќе покажа неверие или сомнеши. И тој ќе им кажеше, маловерци. Или кога ќе се уплашеа за нешто. Учениците се плашеа да го прашат, зашто не знаеш каков ќе одговорат, тоест најмногу што ги плашеше беше самиот одговор. Тие се плашеа дека ќе чуат, дека ќе слушнат нешто што не сакат да го чуят. Тие живеа со своите очекувања, со своите планови. И тие сакаат да го слушат само она што беше во рамките на нивните планови, што ги имаа за идната месијанска влада, така да кажеме. И тоа стана многу јасно во продолжението на текстот. Исус им говори за воскресение, за предавство. Тие молчат. Буквално си ја закопаа главата во песокта како Ноеви, со една, дури не апатија, со антипатија, реагираа на сите такви поуки, кои откриваат вистинската служба на христијанството и на самиот Христос. Тоест, го покажуваат она што ние го имаме во нашиот живот, обично. А тоа е
да го игнорираме она што не ни се допаѓа, да го слушаме она што не се допаѓа. Го издвоиме она што е според нашите вкусови, а го тргаме, не го слушаме, се ги затвараме ушите за она што не ни одговара. Така и за христијанското учење. Ги земеме оние доктрини што ни се допаѓаат, ги игнорираме оние што не се допаѓаат. И си градиме наша представа. Нешто слично се случува овде со учениците. Христос им вели христијанството е саможртва, носење на крст, умирање за себе. Учениците го слушат тоа, ама не сакат да го чуат. Всушност, во што беа, така да кажеме, внесени учениците се уште? Стигнаа во Капернаум. Капернаум е базата на Христос и дојде во куќата. Тој збор куќата се повторува многу пати во Евангелијата. Во Капернаум има една куќа, која што е како офисот, базата на Христос. Во таа куќа тој лекува, проповеда, е со учениците. Се претпоставува дека тоа е куќата на Петар, каде што беше излекувана бабата на Петар. Тие се во куќата, сами се со учениците, Христос е сам со учениците, гледаме дека нема друг. Има едно дете на крајот. Не знаеме од кај е таму, дали е роднина некаков, можеби од семејството на Петар, можеби Христос го донесел, имајќи во предвид нешто. Но, кога влегуваат по куќата, тој вели, зашто се расправавте вие по патот, како да не знае. Тој слушал нешто, се расправаат. А учениците пак молча, се засрамиле, се рекле, леле, тој не слушал, зашто се расправавме. Дека Христос не знае, тој знае се, тој е Бог. Но сепак им поставува на такво прашање и не добива одговор никаков. Тој самиот знае зашто се расправа и почнува една поука. Всушност, тие се расправале за тоа кој е најголем од сите. Неколку дена порано Христос им вели, кој сака да ме следи, треба да се откаже од себе си. А овдека сега се расправат кој е најголем. И таа нивна расправа мораме да ја сватиме во контекст на нивните представи што се уште ги имаат за идните планови. Тие очекуваат нова влада, нова власт во Ерусалим. Кој ќе биде најголем сега? Да, Христос е без конкуренција, тој е кралот. Меѓутоа треба да има премиер, треба да има министри. Кој ќе го добие сега мандатот за составување на таа влада? Петар има големи шанси. Само неколку дена порано Христос рече, да, ти си Петар и на таа карпа ќе основам црквата. Веќе Петар има многу гласови, така да кажеме. Има, како беше, пул, оно што се вика. И Јаков и Јован не се за отфрлање. Јован е омилениот ученик на Исус. Самиот Јован така вели во Евангелијата што го пишува. Јаков му е брат, а Јаков и Јован па се во роднински врски со Марија, мајката на Исус. Само 2 дена пред овој настан, 2 дена земено така хронолошки во Евангелијето, Христос ги зема Петар, Јаков и Јован, се качува на една планина и таму се преобразува. Тоест, се појавува својата небесна слава како Бог видливо, како Бог визуелно. Таму е и Мојсей, најголемиот во Стариот Завет законодател и најголемиот пророк Илија. И тие се сведоци седат и слушат како Христос се избори, си прават муабет тројцата. И се е тоа во една неземна духовна реалност. И се симнуваат, и можно е тука Петар, како што е така позборлест, им каже, ама, знаете ли што видовме? Вие, обичните смртници, не бевте сведоци на една преобразба на Христос. Така, имале расправија. Кој е најголем? Тоест, кој ќе седне од десно, кој од лево. Исто тој текст се опишен во Матеј и Лука и таму, всушност е борбата кој ќе седне од десната, а кој од левата страна на Христовиот престол. Не станува збор за божествен, за земен престол. Така, борбата е за власт овдека. Буквално борба за власт. Христос знае каков е проблемот и што им вели, всушност што прави, седна, ето, немаше потреба да биде напишено
денес дека седнал. Ако денес некој пишуваше, ќе напише тој отиде зад говорницата или на катедрата, на бирото, зашто седењето или седнувањето за еден раме значи сега сите разбираат тој сега ќе ни учи нешто, ќе проповеда, ќе дава една лекција. Тоа е најава за нова проповед или нова поука. Сета оваа ситуација Христос ја користи сега да ги учи нешто ново учениците. Им вели: кој сака да биде прв, нека биде последен и слуга на сите. Зборот прв значи кој сака да биде најголем, кој сака да биде издигнат највисоко во хиерархијата. Тој треба да биде последен, тоест да се понижи пред другите, да биде слуга на останатите. Тоа е небесниот стандард за величина. И е радикално спротивен од земниот стандард за тоа кој е голем. Според тој земен стандард, големината на еден човек се мери според бројот на луѓе кои ги подчинил да му служат, тоест бројот на луѓето на кого тој владее, команда, луѓе кои му служат и така натаму. Тоест луѓе кои се поставя некој под неговата власт. Според небесниот стандард, како што Христос вели, големината на луѓето се мери со бројот на луѓе на кои тој им служи пожртвувано. Има два различни стандарди, две различни амбиции. Земната амбиција е да покориш повеќе луѓе, да сгазиш повеќе луѓе, за да ги поставиш под власт да ти служат. Амбицијата на небесната власт е да се смириш и да станеш помошник и слуга на повеќе луѓе. Голем во човечките очи е оној кој успеал повеќе луѓе да покори, голем во Божите очи е оној кој се покорил на повеќе луѓе. Гледате, два различни системи на вредности, два различни стандарди, земен и небесен. Земниот стандард е познат и луѓето сакат да го постигнат земниот стандард. Тоа е нормата за повеќето луѓе. Нормата е и за многумина од нас. Колку што можеме, колку повеќе можеме да натераме, колку што можеме повеќе луѓе да натераме некако да ни служат. Тоа го има и дома. Тоа го има на работа, насекаде го има. Жената да работи, мажот да одмара, да ужива. Или обрат, или пак родителите да работат, се децата само да уживаат и да не работат воопшто. Тоест, родителите да станат слуги, робови на децата, или пак мајката да стане робиња на сите. Или обратно. Има различни ситуации. Некој тоа е како природен инстинкт на нашето его, себичноста. Ние да уживаме, а другите да работат. Долгите ногти. Знаете, во древноста на што било знак? На господство. И навистина може некој или некој да има долги ногти, ако не работи. Ако работи, не може да има долги ногти. Јас се чудам многу пати кога ќе заставам на шалтер и позади има некоја жена со долги ногти и вака удира на тастатурата. Вака. И пишува сметка, некоја внесува податоци. Тоа е незиниот начин за покажување дека не работи. Ако она не работи, значи некој друг треба да работи. Кој дома средува, кој чисти, кој пере, кој готви. Во древна Кина, од должината на ноктите се мерал престижот на човекот. Колку подолги ногти, тоа значи дека тој помалку работи. А оние што ништо не работеле, то нивните слуги дури за нивните тела се грижили, за најосновните физиолошки потреби, ти имале најдолги ногти. Тоа е човечкиот стремеж. Колку што може повеќе луѓе да покори, тие да му слугуваат. Божествениот е поинаков. И тоа е директно пасува некако, оди во линија на учењето за крстот. Следењето на Христос значи саможртва, откажување од себе си. Колку човек повеќе се откажува од себе си, се смирува, полесно може да слугува на другите. Колку високо
его, толку помала спремност за слугување. Колку човек е пополн со себе си, тој со поголем презир ќе гледа на останатите и помалку ќе има желба да им слугува. И тоа е суштината всушност на христијанството. Христијанството е жртва. Христијанството е слугување. На деца што немаат родители, на деца што се лишени од родителска грижа. Тоа е христијанство. Независно од цената што се плаќа, наградата на крајот е целата вечност. И за да стане оваа лекција по-јасна, Христос користи на многу во илустрација. Од кај се наоѓа тоа дете не знаеме, тука веднаш го има, го зима во пазувата, го прегрнува всушност и вели: едно дете ваква кој прима, тој всушност ме прима мене. Тој е мојот следбеник. Тој го живее небесниот стандард. Тој ме следи мене. Тоа е. Зошто токму дете? Детето во древноста, па и денеска, е припадник на најнискиот социјален општествен статус. До наполнување на одредена возраст, тоа е безгласна буква. Да, го гушкат, го галат, меѓутоа на луѓето не им значи од аспект на општествен статус ништо едно дете. Па и денес е така. Кога се опатуваат политичките пораки, кога се целат гласовите, никој не опатва пораки кои би заинтересирале едно дете. Зашто едно дете не може ништо ти помогне, никако да допринесе во издигање на твојот општествен статус. Има луѓе кои може да ти помогнат. И кон тие луѓе треба да бидеме многу добри, многу внимателни, да се ангажираме околу такви луѓе, зашто тие ќе не бутнат нагоре, ќе не турнат. Ќе им служиме на такви луѓе. Едно дете. Детето само бара. Ништо не дава. Ништо не помага. Треба само да му слугуваш на едно дете, а што ќе добиеш? Ништо. Само слугуваш. Идејата овдека всушност на Христос е кој прима некој кој е незначителен, кој ништо нема да ти помогне во издигањето, во таа социјална скала, кој таков ќе прими, кој на таков ќе му служи, тој ме прима мене. Тоест, тоа е оно што живее со мене, тоа е оно што ме следи, тоа е оно што го носи крстот. Оние кои не можат на никаков начин да помогнат во твоето растење, некој што нема пари, нема никаква власт, некој отфрлен во општеството. На таквите ако им служите, тогаш сте големи во очите на Бог. Тогаш сте најголемите. Гледате повторно поинаков систем на вредности. Кога во една просторија ќе се појави некој значи многу, некој не значи ништо, кон кого се свртуваат нашите очи? Природно, инстинктивно, моите очи се свртуваат онамо каде што можеме да реализираме некаква општествена корист, социјална корист. Другиот е занемарлив, неважен, не ни врши никаква работа. Тоа е зона за што говори Христос всушност овдека. Луѓето од кои немаш никаква корист, ако ним им служиш, тогаш си голем во Божите очи. Тој е прифатен од мене, тој ме прима мене, го прима Отецот, тој е прифатен. Тој е во Божјото царство. Многу различни, многу контрастни стандарди. Земен и небесен. Многу поинакви вредности. И во сред таа лекција, што Христос ја кажува овдека, се поставува прашање Јован. Може да прашам нешто. Што прашува? Јован му рече: учителе, видовме еден кој во твое име изгонува демони, а нас не следи. Та му забранивме зашто не оди по нас. Всушност, каква е сега новата ситуација? Самите ученици не можат да се разберат кој е најголем, а се појавува некоја друга група таму, некој друг табор сега, некоја друга партија, кои исто служат во Христовото име, гонат демони и имат успех, никаде не пишува дека немат успех. Ама проблемот е што
не е од нашето стадо. Од едно друго стадо е тамо. Се, ако беше од нашето стадо, ќе му го најдевме местото. Некаде. Ние сме со стаж, ние сме првите учени, ние сме апостолите. Ние сме без конкуренција. Ке стоеше тука некаде ниско под нас. Ама тоа е сега од некој друг. Немаме контрол на таа група ние таму. Што е најдобро? Имаме конкуренција. Угушија конкуренцијата. Уништија конкуренцијата. Така сме слободни. Му забранивме. Тоа е нелесниот начин. Исус како одговара? Не бранете му. Зошто му браните? Па тој со нас. Нели тој во моје име ги прави работите? Па тој ќе прави во моје име и за мене ќе проповеда. Тој ќе го шири евангелието, ќе шири веста на спасението. Тој не може лошо да говори, тој правил чуда во моје име и така натаму. Тој не е против нас. Тој е со нас. Нека служи. Како така му забранувате да служи? Христов служител, мој служител, оди по мене, а вие му забранувате. Тоа е пак човечкиот стандард, човечкиот проблем овдека кај учениците. Има некој кој не заплашува. Имаме наши планови, си ги следиме нашите планови, некој сега не загрозува со неговата работа. И го има тоа и во црквите, го има насекаде, на работа, во општеството, во политичкиот живот. Кога некој те заплашува, те загрозува во позицијата, треба да се бориш против него. Начините се различни. Треба некако да го угушиш, треба да го уништиш. Ке почнеш да зборуваш против него, неговите недостатоци, неговите неуспеси, проблемите и така си издигаш, а го уништуваш другиот. Тоа е светскиот модел на гледање. Тоа е светскиот стандард, светските вредности. Христос вели не само не бранете му, туку вели и чаша вода дај му, студена вода. Тоест, не само што не треба да му браниш, туку треба да го поттикнеш. Треба да му помогнеш. Ако некој вас ви даде вода, ќе има голема награда, нема да ја загуби. И тука всушност идејата е, ако му помогнете нему, не да му браните, да му помогнете, ќе имате награда. И гледате колку е поинаков пак стандардот. Кога гледаш дека некој ти е како конкурент, нема да го газиш, нема да го уништуваш, туку напротив, дај му ветар во едра. Што значи чашата студена вода? Ништо како да не значи. Но човек кој доаѓа во древноста оддалеку, минувал низ пустини, немало чешми на секој чекор, чаша студена вода значи свежина, ќе го врати во живот. Нешто најнезначено. Ако му помогнеш, ќе имаш голема награда. Како тој не ти е непријател, не ти е противник, не ти е конкурент. Тој со тебе работи на истата нива. Затоа помогни му. Ние во нашата човечка, себична природа, гледаме да го уништиме, да му се смееме, да го понижиме со цинизам или со било какви работи, на какви начини, имаме различни техники, за ние да се издигнеме, а тој да на краја да се покаже како многу мал и многу никаков. Христос вели, не, помогни му. Тогаш ќе бидеш голем во Божите очи. Тогаш ќе бидеш издигнат. Многу се контрастни, антагони. Едните вредности, земните и небесните. И ако ова е наградата за чашата, казната пак за другото е многу страшна. Ако му помогнеш, имаш награда на небото. А воспротивно, имаш тешка судбина. И продолжа вели, а кој ќе го наведе на греф едно, ќе наведе на греф едно од овие малечки. Продолжува истата лекција. Помогни ме во спротивност. Вие, моите апостоли, кои сте повисоко во верата, кои знаете многу повеќе, се однесувате кон овие, во конкретниот случај тој говори за малото дете, но го има во мислите служителот кој гони демони. Вие му браните да служи. Каков пример вие му давате за служба? Вие кои се нарекувате апостоли и мои ученици. Вие сте многу понапред во верата. А наведувате на погрешен пат
некако одвраќате од служење некој кој е помал. И тогаш ви е голема казната. Оние што стојат високо во Божите очи, во Божјото царство, ти имаат одговорност за оние што стојат пониско. Обично според земните стандарди обратна е ситуацијата. Во Божите стандарди ти како повисок треба да даеш целата подкрепа, максималната подкрепа на оној што стои пониско. И да внимаваш никако, ама никако да не наведе на грев. Зборот овде кај е скандалон на грчки. Да не скандализираш. Зборот скандалон означува да не му ставиш некаква сопка на оној што е помалиот. Дете или помал во верата. Тоест, на патот да не му поставиш нешто кој или ќе го одврати од верата, или ќе го насочи на погрешен пат, или ќе го разочара, или ќе го фрустрира. За такви работи станува збор. Или со твојот пример, лош пример, ќе му дадеш лоша лекција. И тој ќе тргне на лош пат, ќе тргне на патот на гревот. Ако со твоите постапки ти направиш така, подобро е да си врзаш еден камен воденички, огромен, и да бидеш фрлен во море. Тоест, говори за не е буквална, не е буквален советот, сака да преку спорот да каже колку е страшно да го направиш тоа. Исто така колку што е страшно да ти врзат воденичник и камен на вратот и да те фрлат во море, исто толку е страшно соблазнувањето, скандализирањето на оние помалите во верата. И с други зборови им кажува, ова вие што го направивте на тој служител е многу страшно. Ова е сликата за вашата постапка. И тие, да кажеме, споредби кои се аналоги кои се така драматични, продолжуваат понатаму со сечење на раце, вадење на око, сечење на нозе и така натаму. Или која е поентата? Гледате на себе. Ви имате многу проблеми се уште. Имате многу кусури. Јас ви говорам за крст, за воскресение, смрт, вие се расправате кој е најголем. Има тамо други служители, ви им забранувате да служат. Така да, најголем е всушност оној кој гледа на собствените недостатоци, не се занимава со другите, не се плаши да работи на нив, не се плаши и јавно, нели, да ги покажува. Во светот вели скри ги своите недостатоци, истакни ги на другиот, за да успеваш, да се качуваш нагоре, да бидеш голем. Ова е сликовита верзија на она што го вели на една друга сликовита парабола на Христос. Немој да ја вадиш или не ја гледај сачката во очите на братот, туку сврти внимание или гледај на гредата која е во твоето око. Тоа е, поуката е иста. Тоест, гледај на себе. Види ги своите недостатоци и работи на своите недостатоци. Остави ги другите. Прво работи на себе, после работи на недостатоците на другите. Тоест, толку е ситуацијата сериозна и сега и за целата вечност, што подобро е да се сечеш рака, нога или око да се извадиш, отколку да продолжиш да живееш овдека и во целата вечност во еден деструктивен живот. Продолжува, нели, со метафората за пеколот. Поентата овдека е секој треба да внимава на себе. Ако имаш гангрена на ногата и докторот ти вели дека само отсекувањето на ногата е спас за твојот живот и тоа е итна хируршка интервенција, итно отсекување, итно ампутирање, а до тебе има човек на кого прстот му се зафатил од гангрена и потребно само малку да се отсече, кој во таква ситуација би кажал, не се занимавај со мене, ајде сечи му таму прст, што се мојата нога? Ке бараш итно да се изврши интервенција врз тебе. Тоа е идејата овдека на Христос. Твојата ситуација, ситуацијата на секој од нас е сериозна. Работи. Сериозна е работата. Зашто има гена, има
црв кој цела вечност не престанува да јаде и има оган кој цела вечност не престанува да гори. Тоест, дава ситуација за пекол. Подобро е овдека да се средат работите, овдека да работиш на себе, отколку да влезеш со сите тие твои недостатоци во огненото езеро. Тоест, овдека говори пекол, зборот пекол, неколку пати. Оригиналниот збор е еврејски, не е Хадес, гречкиот туку е Геена, Кехена. Геена е географско место, долина, веднаш до Ерусалим, надвор од градот. Пред доаѓањето на евреите, во тоа место моавците ги жртвувале своите деца на моавските богови, на Молох. Кога Ерусалим станува престолнината на евреите, тоа станува депонија. И таму изфрлуваат трупови од животни, трупови на бедни луѓе, сиромашни, кои нема кај да бидат закопани. Така што таму имало црви, цело време лазеле, јаделе, и сулфур имало, фрлале, нели, за дезинфекција, и палеле. И се кревало чат од оган. И тоа се аналогија што Христос ги зима за пеколот. Не се буквални, но се некакви представи. Тоест, идејата е, тие недостатоци се деструктивни, го разјадуваат нашиот живот. И ако не ги решиме овде, тие ќе продолжат како црв да не јадат во целата вечност во пеколот. Како оган ќе не печат и како црв ќе не јадат. Гревот, себичноста, омразата, сите тие работи што, нели, за кои говориме овдека. Зато овдека реши ги. Овдека работи на нив. Зошто работата е сериозна. И на крајот завршува со солта и вели: вие сте солта на земјата. Вие треба да го представите тој стандард, небесен овде. Ако вие не го представите, нема друга сол. Кој друг ќе го прави тоа? Вие треба да биде солта. Ако вие не сте солта, тогаш нема вредност вашиот христијански живот. Вие не сте големи во Божите очи, колку и да сте големи во човечките. Вие не сте вистински слуги. Вие не се однесувате на правилен начин кон луѓето околу вас. Вие ги занемарувате вашите недостатоци, работите на недостатоците на другите. Сол, вистинска сол, вистинска вредност на христијанското. Тоа значи исполнување на Божјата амбиција за првенство. Христос никаде не ги укори за тоа што се стремеа да бидат најголеми. Тоа не е грев човек да сака да биде најголем. Бог вложил во нас таков стремеж да бидеме големи. Проблемот е во разбирањето што значи да се биде голем. Бог е најголем, Христос е најголем. Христос не одрекува дека е најголем, но тој покажува што значи да бидеш најголем. Малку после тоа овдека Христос ке рече: човечкиот син не дојде да му служат, туку дојде да служи на мнозина и да го даде својот живот за нив. Тоа е суштината на службата на Христос, да слугува. Да го прифаќаме секој човек подеднакво и да се трудиме да бидеме слуги, не само на оние кои може да не бидат од наша корист. Таквите растат во Божите очи, се големи и тие се почитувани од целото небо. Тие ќе добијат почити од Мојсей, ќе добијат од Илија, ќе добијат и од Петар, ќе добијат и од Јаков и од Јован еден ден во Божето царство. Може би не од некои земни лидери, но ќе добијат почит од целото небесно воинство. Амин.